Илон Маск има некој предлог дека најуспешните 5-6 големи корпорации ќе успеат да оптимизираат вештачката интелигенција, процесите на работа и слично, и дека ќе бидат супериорни или доминантни над 99% од жителите на светот, и дека истите треба да имаат некој фонд кој би се одвоило за останатите луѓе кои не се дел од таа револуција или не се во тие процеси, не влегле. Како гледате вие на тај ден? Малце звучи лудо дека е тоа број еден тема на која се збори и на конференции, на сема очигледно се случува. Па се случува и 16.000 опуштени недопира имаше сите. Google, Да. бројка. Се случува, не допира сите и оние кои што нема да се снајдат, ќе живеат потешко. Не велам дека ќе изгубат работни места сите и дека никој нема да може да се вработи заради тоа што не ги познава моделите на вештачка интелигенција, но е нешто што се случува во моментот, е нешто што влијае на луѓето, може да влијае и негативно, затоа што дел од овие технички работи кои што се правеле рачно претходно сега се оптимизираат со помош на вештачка интелигенција. Дел од процесите во јавниот сектор исто така се оптимизираат, банките кај нас веќе оптимизираат дел од процесите со вештачка интелигенција и луѓето кои што нема да можат да се снајдат со овие процеси, да ги употребат, би можело да бидат, да речеме, да живеат потешко или да им биде потешко во наредниот период. Мислам дека на светот со појавата на тие глобални движења му се случи една корпоратизација. Границите престанаа да бидат важни, онолку колку што станаа важни глобалните корпорации од Coca-Cola до Nike и од Google до Facebook. Но мислам дека или OpenAI во денешно време, но мислам дека политичките движења треба да ги задржат своите граници, затоа што не смееме да забораваме кои сме во процесот на дигитализација или на трансформација на општеството. Ние сме сепак луѓе кои што имаат културни, етнички, цивилизацијски, религиски навики, импринти, идоли, и тоа е убаво. Тоа е добро. Тоа се развило во последните 2500 години. И не сметам дека треба да го забораваме само затоа што сме исти по определени прашања. Или затоа што некој може да ни каже што е добро за Македонија, што не е добро за Македонија. Но во исто време треба да имаме подготвени дека овие процеси ќе се случуваат и дека ќе имаат влијание, само не смееме да се изгубиме себе си во тие процеси. Инаку не сметам дека сум доволно компетентен да зборувам како овие големи корпорации ќе се развиваат или во која насока ќе се движат. Илон Маск е дел од тој свет, па од прва рака ги гледа процесите. Јас некако посредно ги следам преку патување и конференции, но мислам дека вештачката интелигенција тука и ќе остане. Нејзиното влијание само ќе се зголемува, не може да се намалува и треба да бидеме внимателни да ги прифаќаме тие работи, но да го задржиме човечкото во нас, да не го забравиме човечкото во нас. Ни покажа короната колку луѓето можат да бидат изолирани едни од други, колку стануваме сами, саможивници, и тоа не е добро. Тоа не е добра тактика и многу повеќе се радувам кога сега се отвара светот и повторно ги има овие конференции кои што не се хибридни, не се онлайн, туку се на лице место, па се гледаме, се дружиме и така натаму и дискутираме за овие заеднички предизвици сите заедно и се надам дека во таа насока ќе се движи.